Почитувани советници, почитувани градоначалник на општина, почитувани представници на општинската управа, почитувани гости. Ја свикувам 44-та седница на Советот на општина Димикана. Ве повикувам сите заедно да станеме и да дадеме почит на починатите во ужасната трагедија што се случи. Седмицата се одржува на 28.3 во просториите на општина Димикана. За работа на седмицата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од одржаната 45-та седмица на Советот на општина Димикана и за дневен ред го предлагам. По точка 1 предлог одлука за доделување на парична помош за настраданите во пожар. Точка 2. Предлог решение за давање на согласност на годишната сметка на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на безбедни миреници и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за 2024 година. По точка број 3. Предлог заклучок за усвојување на годишниот финансов извештај по завршна сметка на ОУ Димче Ангелов Габер од Димикана за 2024 година. По точка број 4. Предлог решение за давање на мислење за програмата за организирање и реализација на екскурзии, излети и други војно-училишни активности на ОУ Општинско основно училиште Димче Ангелов Габер од Димикана за учебната 24-25 година. Точка број 5. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работата на ОУ Дом на културата Мирка Гинова од Димикана и музеј во состав за 2024 година. Точка број 6. Предлог заклучок за усвојување на годишен финансов извештај по завршна сметка на ОУ Дом на културата Мирка Гинова Димикана за 2024 година. Точка број 7. Предлог решение за давање на согласност на финансиски извештај по годишна сметка на љ.п. Бошава од Димикана за 2024 година. Точка број 8. Предлог решение за давање на согласност на извештај за работењето на љ.п. Бошава од Димикана за 2024 година. Точка број 9. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за јавна чистота во град Димикана за 2024 година. Точка број 10. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за утврдување на цената на водата за пиење. Точка број 11. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за утврдување на цената на доместок за отпадни води. Точка број 12. Предлог заклучок за усвојување на завршен извештај на ОЖ женско лоби од Димикана за одобрените парични средства од општина Димикана за 2024 година. Точка број 13. Предлог програма за активностите на општина Димикана за ревитализација по елиминирање на кризи во области за заштита и спасување за 2020 година. Точка број 14. Разгледување на барање на физички и правни лица и точка број 15. Советнички прашања. Кој е за вака предложение од дневен ред? Прво дневниот ред оставам на разгледување, односно на дебата. Дали некој бара на дополнување на дневниот ред? Отварам расправа. Пошто не треба да го заклучувам. И овака дневниот ред оставам на гласање. Кој е за вака предложение од дневен ред? Молам да крене рака. Едногласно 8 гласа, 9 гласа за, нема против, нема воздržани. Усвојување на записникот од одржаната 43-та седмица на Советот на општина Димикана. Отварам расправа по записникот. 43-та седмица на Советот. Дали некој бара разбор? Пошто никој не бара разбор, заклучувам преписот и записникот од одржаната 43-та седмица на Советот на општина Димикана да стане на гласање. Кој е за вака предложение?
работници, молам да крене рака. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздржани. Поминуваме на првата точка од дневниот ред, предлог одлука за доделување на парична помош за настрадањето во пожарот во Бочен. Предлагам да Општина Демиркапија учествува со помош од 250.000 денари. Кој е за вака предложената сума, молам да крене рака. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздржани. Точка број 2. Предлог решение за давање на согласност на годишната сметка на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на безбедни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепов Кавадарци за 2024 година. На прошлата седница имавме представници од овој стационар и елаборира по однос на Помолам предлагачот да се произнесе. Одговорното лице на ШЕПа денес нема да биде присутно како образлагач за завршената сметка, меѓутоа овие исти податоци на претходната седница во февруари месец беа содржани во извештајот за работа на јавното предпријатие започна со 31.12.2024 година и сега само ја доставува завршената сметка кој што податоци соодветствуваат со претходниот извештај кој што беше образложен на 28.2. Отворам расправа. Дали никој бара за втората точка? Ја би сакал само што нешто да спомнам, значи ние почнахме со една акција сега надвор од ова подготовки за кој ШЕПа ќе биде веќе формирано и заедно неколку општини регионално ќе делуваме на оваа проблематика што тишти од кога знам дека сме општина. Значи почнавме со еден комунален редар и инспекторот што е за ствари не е инспектор, он е што е не комуналниот редар и вакцинатор што е за кучиња, ветеринарот на делот на општина Демиркапија, значи да ги детектираме сите, како се вика, кучиња во сите домови, сите да бидат вакцинирани и веќе е почната масова вакцинација во овие 2 дена, значи повеќе од 50 кучиња се вакцинирани. Значи сугестијата на сите луѓе кои имаат своји животни, миленичиња, да кажам, најчесто кучиња да бидат врзани и да си ги чуваат дома. За после на крајот, од кога ќе се почне со ШЕПа, да биде многу полесно детектирањето и културата да ја дигнеме на едно повисоко ниво во општина Демиркапија со милениците. Това не е целта како општина. Мислам дека ќе завршиме во наредните 8-9 дена со целосно вакцинирање на милениците во општината, а со тоа ќе имаме и соодветна база на сите граѓани кои имаат своји миленичиња во општина Демиркапија. Друг разбор по втората точка од дневниот ред. Пошто никој друг не го разбор, да заклучувам предписот по втората точка и предлог решението за давање на согласност на годишната сметка на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на безбедни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепов Кавадарци за 2024 година ставаме гласање. Кој за вака предложеното предлог решение, молам да крене рака. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздржани. Благодарам. Поминуваме на трета точка, предлог заклучок за усвојување на годишен финансиски извештај по завршена сметка на Општинското основно училиште Винче Ангелов Габар на Демиркапија за 2024 година. Тука ни е директорката. Добар ден на сите. Благодарам. Ви беа доставени финансиски извештаи по двете сметки, сметката од блок дотации и сметката од собствени приходи, а оваа година имаме и општинска сметка за капитал
капитални инвестиции, во која што општината инвестираше 2.212.559.000 за следната фаза од кантината. Ке почнеме со сметката од блок дотации, сметка 903. Вкупно приходи во 2024 година се 45.195.622 денари, исто толку и расходи. Од нив, за надоместоци за плати, вкупно основни плати, персонален данок и персонален данок од надоместоци се 25.198.173 и исто така и надомест за годишен одмор. Значи, вкупно, ако ми собереме платите и регресот, односно К15, излегува околу 35 милиони, останатите 10 милиони се потрошени на следниот начин. Патни разходи 10.000, електрична енергија 462.491, вода и канализација 535.248, за дрва 315.980, течни горива 10.128, други материјали за грење, тоа се пелети 577.067, за пошта 8.100, за телефон, ова е значи јавна набавка за телефон и интернет која се случува на секој 2 години за сите училишта, 95.080 денари, други трошци за комуникација 9.211, имаме еден рутер на А1 за салата и малото школа, горива и масла немаме. Вкупно комунални услуги 2.013.305. Од тоа имаме канцелариски материјали, се јавните набавки за хартија, тонери и хамери, материјали кои што се потребни за функционирање на училиштето и за потребите на наставата 135.858, списанија 9.269, други административни материјали 4.200, прехранбени продукти 59.517, наставно-образовни помагала 335.685, овде е јавната набавка за компјутери од фирмата Зотерброс, каде што се набавени 10 лаптопи за потребите на наставата и 5 персонални компјутери, училишен материјал 110.666 денари, средства за хигиена 268.459, материјали за поправки 980.589, други материјали за специјална намена 1.800, други материјали 216. Вкупно за сите инвентари други материјали 1.906.259 денари. Понатаму фебродезинфекција и дезинсекција 16.000, тоа 2 пати годишно се прави, значи пред почетокот на секое полугодие во сите и во централното и подрачните училишта, одржување на други градби, овде е јавната набавка за подклучување на дворот во износ од 2.139.570, поправка на софтвер, сервисирање на компјутерите 18.143, одржување на друга опрема 582.267, имам извадено јас тука по набавки, после за се што имате прашања ќе дообјаснам. Значи, вкупното тековно одржување е 2.755.980, осигурување на недвижнини, што особено важно е сега, откако се случи огромниот настан, значи имаме од Дирекција за заштита и спасување и надзори и за тоа дали се осигурани објектите, ПП апарати, проверка на сите тие планови за спасување и заштита. Ова година имавме здравствен преглед на вработените и секако санитарен преглед. Систематскиот се прави на 2 години, санитарниот секоја година, тие консултативна здравствена заштита и други здравствени услуги кои што ви се понатаму дадени, испитување на квалитетот на воздухот, изработка на елаборати за заштита на животната средина, испитување на електричната енергија преку
што е Техничкиот институт од Неготино, инструктори за кратки курсеви, дополнителни активности, превозот на учениците во оваа ставка во износ од 1.998.449 денари и други образовни услуги. Надзор на одржување на градбата, тука имаме надзор за дворот, за кантината и од претходна година за фотоволтаици. Други договорни услуги 181.770, свалено кутие се работи овде за сервисирање на клими, замена на нивен фреон, сечење на дрва, 5 манифестации кои што сме ги имале за нивно украсување, потоа ангажман на физички лица кои што имаат, например, вилјушкар за да се пренесат пелетите, бидејќи имаме достава на 2 камиони со пелети, тие само ги доставуваат, мора да се ангажира некој тоа да се пренесе, потоа заварување на котел кој што бил дупнат, потоа имаме исто така ангажман, како што кажат, за сечење на дрва, потоа при реконструкцијата на дворот, старите клупи, репарирање и така натаму. Тоа се тие договорни услуги. Трошци за репрезентација 9.900, семинари, платена беше обука на наставниците во износ од 30.300 денари, за огласи 87.628, тука спаѓа покрај огласите што се за вработување и огласи за јавни набавки, огласи за прибирање на понуди за екскурзии. Тоа значи дека вкупно тековни расходи се во износ од 127.828 и трансфери, радни трансфери 243.173, кои што се за пензионирање 153.436 и други трансфери, најверојатно солидарна помош при смрт на родител или член на семејството 89.630. Тоа е што се однесува до сметката за влог дотации, на сметката од сопствени приходи прибрани 77.113 денари, а потрошени се 37 и тоа се претежно за тука е месечни осигурувањето на учениците, 25.100 се за осигурување. Значи, средствата кои што се прибират на собствени приходи се користат, тоа се најчесто од салата и се користат претежно за спортскиот клуб, за купување на униформи на дечињата кога одат на надпревари, нели да имаат маички со логоа, за набавка на кога има кајнести домаќини сме на надпревари да се купат круасани, сендвичи, повелете добро имате прашање. Расправа по кратка точка за годишно подносите извршат завршната сметка на Општинското училиште за начало. Дали не това е зора? Поведете се. Уверен аз ще ти защо искаш да кажа това е бил само да не се интересува слабо финанси. Evo, znači, izvještaj je dobro nastaven, ne cijelosten, ne doobjasen, što izabrano je predvidjena malce da se obrne vнимание po tome da se razloži koje stavke, klade što je i kako je. I ovaka može da se zapište što sakate i kako sakate. I bi to u predloženju to ne više cijelost, apsolutno do nijedna stavka cijelostno objasnito. Kada da počneš i kada bi neko obrazložilo celото zato što nijedna stavka ne bi celostno obrazložila. Повелете прашање. Па знаете како, сега ви кажам, во продавница да будем да купаме да купите цигари или маски, като ми дадат фискална сметка, на фискалната сметка е по-обедно, аз се добавя към тези скоро за колко има лева, колко кошта и какво, колко ще вашите финанси излъжите за цяла година за училище. Што да кажем, каде почнем и каде завършим? Значи целото. Закупнена, 39 кг. Как са тази закупнена? Защо е тази закупнена? Имате ли договори за закуп? Кой ги користи тие? Как
сија пари, колку пребува, воопшто ништо не е утесно. Без да се консултирале малку со општината МРКП, там да не погледаваат годишни извештаи, имаат ставки, подставки, објаснување и така натаму. Ова искрено не сакам да Објасни дека се работи со салата. Ова сасвим не е извештај, ја овако нешто не би прикрител, ама воопшто. Не сакам да го коментирам, затоа што е многу едноставен прост, што да ја кажам. Не би поддржал. Povedete, Дали имате потреба од некој за некој конкретно конто, значи контото се тие. Изработува книговодител од Неготино. Меѓутоа, јас имам детално образложение, буквално за секоја ставка и за сите овие суми. Имам и листа на реализирани јавни набавки и од кое конто колку е платено. Значи, теркот му е тој. Јас и минав како да реагирав пак, требаше да се сменат, меѓутоа, одејќи по контата кои што ги има, така е составен извештај. Меѓутоа, јас стам на располагање. За се што не ви е јасно, за било кое од овие подконта или ставки, да прашате и имам детален список со суми каде што колку е исплатено за која намера. Значи се работи за подобрување на условите во училиштето, за гледате дека се гради во училиштето, се опремува. Сега дали е под контото 423 или платено од 423990 или јас не ве разбирам прашањето, ви е треба во самиот опис на подконтото или да има подетално објаснување. Треба. Годината е да смените треба да има подетално објаснување. Само за малку да сега се образложено или не е бучно со 43 милиони, него е милиарди и 300 милиони и за све мора да имам образложено. И без тоа не смеам да излезам пред управен одбор, а не пред седница на стола. Овака како што ова, мора да го снимате. Овака не помени. Значи, тоа е директно на книговодител, Да, да го презентира. Затоа инсистирам затоа што ова е многу едноставно, многу општо напишано и воопшто не овако како што е. Нашето прашање буквално за секоја конто, за секоја ставка. За сите комплетно прашање. Све. Од прво до после. povedete. Еве веќе сме кај закупнено, што кажа Зоран, конто 723911. Од собствени приходи? Да, тоа е, веќе кажавте дека се однесува на сала. Како се функционира тоа? Како се функционира? Значи сега, например, закупнина. Договор нешто да закупиш салата, како Вага, со кошаркарски клуб има договор, кој што до овој месец, значи има тренинзи, плаќа по 3000 денари месечно, 2 пати неделно тренира. Додека ГФП во некоја соработка со општината тренира бесплатно, а останатите, значи физички лица кои што тренираат, плаќаат 600 денари. Некои се плаќаат предвремена сметка, други на лице место со каса прими, утре ден тие пари се плаќаат. Значи за се си има да. И се оде според правилник што е донесен во... Така, ти одиш, играеш футбол, с дете, ти може да екип си прави, се плачеш, нема договор со Тоа е според това правилник. е за физички лица. Да. А за задните си има? Да, кажам, има договор. Да. Меѓутоа, ете не им бил исплатливо во однос на тоа дека нема многу деца што тренираат и вчера го има последниот тренинг и кажа дека веќе видиме како не го доаѓа. Тоа со 13 години што стварно ще почна добро. Само кошарка има, наше Кошарка кошарка. ГФК и тим. Тоа што кажа клуб тим. Други клубови се фактурира месечно. Дали некој друг има прашање од директорката за годишниот финансов извештај?
Општинско основно училиште Димчани во Загреб и Меркапи за 2024 година поставено гласање. Кој за предложение од заклучок за годишен финансов извештај во СР. 5 гласа за, 1 против, 4 гласа против. Точка број 4. Предлог решение за давање на мислење за програмата за организирање и реализирање на екскурзии, излети и други вонучилишни активности на Општинското основно училиште Димчани во Загреб и Меркапи за учебното 24-25 година. Ја молам председателката на комисијата да изнесе протоколна На комисијата беше оваа точка на дневен ред и со 3 гласа за решихме да оваа точка да погоне на се. Благодарам председателке, публика директорката да Обично оваа програма е дел од годишната програма на училиштето, која што ја носиме уште во текот на летниот период, меѓутоа според измените и дополнувањето на правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта, беше предоставена на разгледување во Бирото за развој на образованието и чекавме да добиеме позитивно мислење од нив, кој што исто мислам дека ви е доставено, па потоа да поминеме на совети веќе според правилникот. Следно што следува е формирање на комисија за спроведување на постапка за јавна набавка. Имавте можност да ја разгледате програмата, во неа се излистани релациите и дестинациите по однос на одделенијата, така имаме предвидено екскурзии во 3-то, 6-то и 9-то одделение, додека сите други се излети до 30 км, бидејќи така налага правилникот. Наведени се локациите во однос на екскурзиите. За 3-то одделение еднодневна екскурзија до Михајлово, за 6-тите одделенија дводневна екскурзија во Источна Македонија, Берово и Струмица, значи со едно ноќевање, и за 9-тите одделенија тродневна екскурзија, односно со 2 ноќевања, од кои што едното би било во Охрид, а другото или во Ресен или во Струга, во зависност од тоа како ќе одлучат и Советот на родители и самата комисија, која што, како што кажав, ја формира училишниот одбор, потоа се распишува јавен оглас за прибирање на понуди и понудите се разгледуваат, се избира најповолна понуда, се склучува договор и потоа се пристапува кон реализирање на екскурзиите, кои што обично се некаде втората половина од месец мај. Во програмата се дадени воспитно-образовни цели, инаку дестинациите се земени токму од тој правилник кој што е издаден од страна на Министерството за образование. Отпада расправа по 4-та точка. Најдиректор гледам ова шпресија подготвува за дава позитивно мислење. Така е, значи позитивно. Да. И би дал програмата некако случайно било класика програма, copy-paste. Секој година исто. Само го нема Берово, лани го има Берово, сега е Не, исто, лани во 6-то одделение не беше дводневно. Во 80% е copy-paste. Сега го нема Берово, го има Струмички регион. Јас сега ќе ви дам правилникот да видите дека немаме опција, значи да измислиме. Тие се дестинации. Треба да има, да донесена, па сега. Абе, те колку има во компјутер, само copy-paste едни писмени и готово се да не проблем. Питно шпресите не дадат договор, ќе фигураме, па сега. Проблемот ме други, прашањето ме друго. Дали овие вакви екскурзии се однесуваат само за децата, или има нешто околу наставниците, не видов ништо тука, околу тие наставници, да не се случи како прошлата година што не се случи, на седмица на Совет излагаат наставници, да барат пари од општината, па она, така натаму, па да видимо корелација директор наставници, седмица на Совет, советници и така натаму. Не го разбирам како дали има наставниците. Значи, тук се работи за екскурзии за учениците и нормално нивните одделенски раководители одат со нив. Да, а лани имаме и курс наставници што е Тоа се беше нивна иницијатива. Ама дали
што е надвор од програмата, мислам, тоа не се екскурзии, Не се не знам како се оговарува. Готово разбрано е прашање. Имаме молам. Да не влегуваме во. Добро, благодарам. Дали група разбор, прашање имате? Имавме информација дека учениците од 4 до 9 години имаат и есенски излет. Есенски излет не можеше да се Есенски и пролетен. Пролетен може, а есенски не можеше, бидејќи програмата не беше се уште одобрена од бирото. Не можеме да реализираме активности додека не имаме, значи, позитивни мисли. Ученици се искриле. Ти доцнеше неисправен, си стоја програмата, а на есента помина, не може сега да се реализира. Има реализација. Есента е за нас, пролетта става. Благодарам. Дали некој друг разбор? Однос на четвртата точка. Повелете. Според мен програмата е лоша, зашто, например, другите дечиња да може да додат на еднодневна, дводневна, тридневна екскурзија, зашто само излет. Значи, требало... Се правилникот од Министерството. Согласна со програмата. Програмата е направена според правилникот, значи лоше правилникот. Това е друго. Правилникот кој издава Министерството, а ние програмата ја правиме согласно одредбите. Зашто е вака поделено, некој само излети, некој... Какво е те од Кавадарци идеал од Демеркапија? Сега Демеркапија за жал е изфрлена од новиот правилник, нема. Инаку училишто од Кавадарци, например, од 4-5 поделение доаѓа во Демеркапија на излет, до 30 км. Дали некој друг има прашање, коментар? Пошто никој друг нема разбор, да заклучувам претресот по четвртата точка и предлог решението за давање на мислење за програмата за организирање и реализирање на екскурзии, излети и други училишни активности на Општинското основно училиште Димчангово градот Демеркапија за учебната 24-25 година става на класа. Кој е за предлог решение? Моламе рака. 5 гласа за, кој е против? Или наспротив, кој е воздржан? 3 гласа воздържан. Благодарам. Поминуваме на петта точка од дневниот ред, предлог заклучок за усвојување на Ако може само пошто за 12-та точка, дневниот добро. Ако не ви прече за да не се. Ајде да ослободиме глас. Добро, според. Ако немате ништо против почитувани колеги, да предлог за заклучок за усвојување на завршниот извештај на ОЖ женско лоби од Демеркапија за одобрените парични средства од општина Демеркапија за 2024 година. Ви благодарам уште еднаш. Повелете. Како што знаете, општина Демеркапија објави јавен повик во текот на летниот период за пријавување на проекти од областа на родовата еднаквост, на која што организацијата на жени и женско лоби од Демеркапија се пријави за реализација на проектот на напредување на граѓанското учество во креирање на родово одговорни политики во општина Демеркапија. Пред вас го имате завршениот извештај во кој што се отфатени целите на проектот, значи истиот имаше 3 цели и реализирани активности на кои што јас ќе се задржам. На 12 ноември беше спроведена одлука со наслов интегрирање на родовата перспектива во локалните политики и буџети, на која присуствуваа вработени во општина Демеркапија, описано бројни, значи од кои сектори, представници од Советот исто така имаше. Одлуката е спроведена дворешна консултантка Ленча Крикова, председателка на Организација на жени од Струница. И на истата беа објаснати поедните роди, родовите улоги и механизмите за интегрирање на родовата перспектива во креирање на општинските програми и буџетот на општина. Имате фотографии, потоа следуваше одбележувањето на кампањата 16 дена активизам во која што беа реализирани повеќе активности и се траеше од 25.11. до 10. декември.
И при тоа беа изработени информативно-едукативни флаери на тема Стоп за родово базирано насилство, реализирана јавна трибина, улични акции, едукативни предавања, едно во демократија и друго наменето за средношколци во училиштето во Неготино, односно гимназијата Свети и Метод. Две улични акции, од кои што едната во Демиркапија, другата во село Бистринци, кога беа поделени тие едукативни флаери. Понатаму следува фокус групи со жените од руралните средини, на кои беа дискутирани проблемите со кои жените се соочуваат. Па едукативна работилница за учеството на жените во процесот на планирање. Исто така беше спроведено партиципативно истражување, односно анкетирање и мапирање на селата Корешница, Бистринци и Пржево, од кои што имаме добиено и демографски податоци, дел од нив накратко ќе ви ги споделам. Имате резултатите од активностите и во финансискиот дел. Дадено е за секоја ставка колку средства се потрошени. Вкупниот износ на проектот беше 176.450 денари, од кои што 20.450 за брошурите беа добиени од друг донатор, а 156.000 беа финансирани од општина Демиркапија. Накратко би сакала само да ви споделам некои од информациите добиени од спроведената анкета. Беа анкетирани вкупно 87 жени, кои што одговараа на прашања поврзани со нивното вклучување во креирањето на локалните политики и нормално во однос на тоа колку се тие запознати со работата на општината. Верувале или не, многу голем број од овие жени не знаат колку е буџетот. Еве на прашањето дали знаете со колку пари, со колку буџет располага вашата општина за оваа година, дури 83 жени кажале дека не знаат или предпоставуваат, нивна предпоставка за буџетот е дека тој изнесе 100.000 евра или 150.000 евра. Само 4 од испитаничките одговориле дека знаат дека висината на буџетот е околу 2 милиони евра. Во однос на тоа дали сакате да дознаете, на прашањето дали сакате да дознаете повеќе за што и како се трошат парите на општината, 39 жени одговориле дека не би сакале затоа што не ги интересира. Имаме одговори од типот не верувам во правилна распределба на буџетот, сите што се на власт се исти, гледаат само за себе, немам потреба од тие податоци. Додека 48 жени би сакале да знаат за што се вложува, односно колку средства се вложуваат во локален економски развој, колку за инфраструктура и колку од нив се планирани за нивното место на живење. За прашањето дали сте влегле во општината, 48 од испитаничките рекле дека никогаш не влегле во оваа зграда, додека 39 од нив влегле со намера за плаќање данок, за средби со вработени, средби со градоначалник, присуство на отворени денови на градоначалникот. И понатаму имаме прашање за нивното понатамошно учество, дали би сакале да се вклучат и доколку се вклучат, во која форма, односно дали е тоа во облик на консултации или можеби поднесување на иницијативи. Доколку не се подготвени, зошто не? Одговорите биле поради работни семејни обврски, немам време, постар сум, додека тие што би се вклучиле сметаат дека им треба претходна едукација во однос на тоа во кои се форми може да се вклучат. Изработени беа мапи, од кои што кажав имаме демографски податоци, извадено е само за пример, во село Бистринци од мапирани 103 домаќинства има 116 жени или девојки над 18 години, 32 од нив се на возраст помеѓу 18 и 35 години, 32 се на возраст помеѓу 35 и 50 години, а над 50 години се 52 жени. Тука добиваме информација дека не старее населението, потоа дури 42
од овие жени не се без образование. 25 имаат само основно образование, 41 жена со средно образование и 8 со високо. Потоа имаме податоци за нивниот работен статус, за семејните околности, дали живеат сами со партнер, дали се вработени, дали имаат приходи или не. Сите овие информации и податоци беа доставени до локалната самоуправа, кој што понатаму тие може да ги користат во програмата за еднакви можности беа ставени. Си извинувам ако бев малку долга, но сакав чисто да споделам што е произведено. Расправа по 12 точка. Предлог заклучок за усвојување на завршено извештај на женско лобово капе за механични средства на општината. Како да го начин? Дали некој двата збора? Искам само да споменувам се тоа беше соработка со комисијата за еднакви можности на мажи и на жени. Така да сите советници се пожелаат поканите на сите тие единици и да се вклучиме во тие активности. Затоа што комисијата може би не беше толку можност, така да се беше и таа иницијатива за да се спроведе таа рече. И благодарност нормално до локалната самоуправа за ова можност, секој најмногу до комисијата, координаторката и заменичката координаторка, кои што сакам да кажам дека се отворени и секогаш се тука за соработка и се надевам дека така продолжиме и поиме. Се со една цел нормално да ја напредиме од овој тема. Пошто никој друг не даде збор, повелете, господин Стојанов, се извиниш. Повелете. Забавите некако локален функционер, кој што точка састав веќе невладен функционер на оваа точка. Видите овака, невладна организација општината, во бюджетот имаше некои средства обезбедени за такви невладни организации така начино. Тоа е мој личен став, јас сум седеш против таа невладна организација, бидејќи ги сметам за непродуктивни општеството. Се покажува тоа на многу други основи. Меѓутоа не се даде тоа предложение што е така. Мене ми интересира сумата од 176.452. Вие сте го предложили овде зашто се наменети, каде се, кога се 8, кога 15, кога 4 и така натаму. Со оглед на тоа, дека внатре веќе образложите дека дали овие средства ги исплаќате за користење на некои 8 адеови печатења, памфлети таму и така натаму, дали исплаќате некои користење на сајт каде што се обирате овие организатори, ислам членови така натаму, дали плаќате за купување на сала на чудени такви работи или тие пари се точно се исплаќаат на учесници за да учествуваат или како да Учесници на обуки мислите? Да. Исплаќаат пари за учесници на обуки, значи еве конкретно обуките што беше наменето за вработењето за општината и советниците се реализираше во Милознајо. Значи таму имаме фактурирано и исплата. Освежување ли е, зашто и се работи, сето тоа е доставено до локалната самоуправа, значи има за секоја од овие ставки и финансиски прилози, кои Може што се доставени за секоја активност и листа на трошоци, реализирани, со изводи од сметки, да. извод од сметка, буквално за секој. Тука гледам и ова една слика, тоа е ова сала во општината. Тоа е состанок со градоначалник. Консултативен состанок со градоначалникот. Тие ги реализираме 3 пати годишно. И како е резултатот на проектот за клучокот до ова? Заклучокот е Сметате ли кои се оправдани ке 156 беа локална самоуправа. 176 се значи документска иницијатива на жени кој што финансира печатење, пишува од друг донатор, други историци. Па јас мислам со овие податоци што ги добиваме, со вклучувањето на жените во креирање на локални политики, на тој начин што нивните предлози на нашето задоволство се поголем дел се прифаќаат, еве, например, игралиштето сега
прави нещо, що 2 години овие жени го правят. Пред писмени бар, значи ние ги цитираме, тие ги формулират, ги доставуват, ги образложуват. Значи, родовата еднаквост не подразбира само род, пол, терминология, туку одеднакво вклучување на жените истодобни мажите, ние сме фокусирани на жените од руралните средини и тие кои што најмалку се прашани. Доколку општината нема време да организира консултации и фокус групи, значи ова е добра алатка да се направат тие консултации. Сега ние имаме само со жени, може би вие како мажи или би се чувствувале малку тука дискриминирани, меѓутоа таа е нашата програмска дејност. Нема потреба да се чувствуваме дискриминирани, ова ваша работа. Сепак е женско лоби, нели организацијата Тоа јас сум застапник проективни млади организации и тоа се да нема продуктивност во општеството. Da li neko drugi bar zbor ili ima prašanje prema predsedavaca na nemovilne organizacije? Predsedavac se vodi tamo ili... Не, се извинам, не е слушат. Јас сум програмска раководителка во организацијата и бев проектен координатор на УРП. Kažem, čuti da razbor da ne si spadili. Što niko se treba razbor, zaključujem 12. točke. Ovaj predlog zaključak za izvijevanje na završnih izveštenja o ženskoj lobi od Demetkape za odobrenje parničnih sredstava, o šedu Demetkape za odobrenje među kategorijnih stranku glasa. Koji je predlog zaključak u ovom Demetkape? 5 glasa za, da li ima protiv? 4 glasa protiv, nema protiv. Благодаря. Преминуваме на четврта точка от дневния ред. Предлог решение за даване на мислене за програмата и организиране и реализиране на специализирано. Пета точка от документите. Пета точка на дневния ред. Предлог заклучок за усвоюване на годишният извъждане за работата на ОУ, Дом на културата, Методинова демократия и музей в състав за 2020 година. Директорът е тук. Програмата представената. Колегите сътрудници. Вернувам за кратка елаборация. Общо ќе кажам, значи, активностите на Домата културата Методинова према тоа што сум ја направила програмата за 2024 година, а тој и тогаш го кажа, беше таа врз основа на годините проекти, до целосно се е реализирана. Можете да видите дека во секој месец не по 2, по 3, по 4 имаме активности, што е една добра карактеристика дека домот одлично функционира. Да не ги читам, сигурно сте го прочитале, како започнуваме со. И на крајот дори не сум запишала некои од активностите, сега ја горе го запишам, завршниот концерт задниот ми беше име ми е ставен и плюс забава за сите, од најмалите до највозрастните, кои се одвиваше малите по 10 часот, а после 10 часот така ми беше ставено како активност. Гостување можем да кажем, дека не се оствари желбата да одиме за фетија со фолклорот и гостување на пространство имаме со бягачи така представат испи, ще да се спие. Исто така и во музеот, проектите што беа добиени во програмата се реализира активно. Ако има некои прашања во врска со тоа, да не ги читам многу сега. Прочитаме се. Отварам расправата, петата точка предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за работата на ОУ, Дом на културата на Методинова демократија и музеот за 2024 година. Отварам расправа по Од тите сметки што ги имам пред мене, че започнам од буџетската сметка, кај што ми се платите. Не гласи на првата. Тоа е друга точка, но само поднос на програмата. Дали некој бар разбор, дали имате прашање за директорката? Изакли погледате. Само много кратко ќе видам, дали имате нешто свето од лани? Или ќе
средства за деца. Истите представи како што беа лани, така се исцели кои бугарски средства и овдесни мора. Извиште за лани? Да. Дали, мисля дали се реализирано. Се што е добиено на проект се е реализирано. Дори таки плюс. Имаме плюс секирник и гостување на телевизија Сител Плайкус. Добро. Дали некој друг има прашање на разбор? Пошто никој друг не е разбор да заклучува петата точки и првог заклучи за усвојување на овогодишни изврши заработка на Дом на културата Дмитрий Гинова библиотека и музеот за состав до 2024 година става на гласа. Кој за вака предложение првог заклучок годишен извештај, молам нека е рака. 5 гласа за, 5 против, дали имам водржани, 4 гласа водржани. Благодарам. Точка број 6. Предлог заклучок за усвојување на годишниот финансов извештај по завршната сметка на ОУ Дом на културата за 2024 година. Повелете се. Пред мене се трите сметки, че започнаме буџетската сметка, која што ми се платите, таа е 916. Значи вкупниот буџет е 6 милиона 215, од тие 5 милиона 866 се за плати. Останатото околу 300.000 се материјални трошоци. Тоа е онаа што ме секира многу и што веќе државната крена рација од домовите на култура и смета дека ние сме веќе општински установи и треба општината да се грижи за материјалните трошоци. Од тие средства што ги распоределивме, што не останаа за материјални трошкови, имате купна сума, електрична енергија и водовод канализација са 50.000. Да не губиме време. Значи имате сето, добро. Ако имате нешто прашање, убаво, ја мислам сето се е напишано онака како Тука не се ми познава, но беше како малку замешано. А јас тука си ги имам цело задвојштето така за сега. Да, тука сте можете да прашате. Добро. Отварам расправа за 6-та точка. Односно предлог заклучок за усвојување на годишниот финансов извештај за завршната сметка на Дом на културата во Дмитрий Гинова како за 2024. Дали некој два разбор повелите, господин Стојанов? Прва да ги си ги штикрирало позади одредените суми за разходи, така и начино. Дека е, што ме би добавил буџет, имате, значи, не интересира некој друго. Негде каде е средствата за реновирањето на музеите ми интересира. Тоа се беа тендерот да распишува Општината на Крапиве. Јас там те учествувам. Или музеите под автата. Од нас само тендерот ги правеше општината и исто така и Домот на културата ја не учествува. Ниту во тендер, ниту тоа е општинска работа. Некој воопшто не учествувам, мене градоначалник ме рече, че те направам најдобрата директорка, сега музејот повеќе година градоначалник. Не може да даеш пари да направам некоја идеја, а тоа сите знаат дека тоа не е моја работа. Значи тоа е општина. Да, тоа е општинска установа, општината конкурира така ли, општината конкурира целосно. Доби средства од Министерство за култура за реконструкција на кровната конструкција и фасада на објектот музеј. И тоа беше одобрено од страна на Министерство за култура и тие средства беа на сметка на општината, посебна сметка, за кој што беше распишана јавна набавка и беше избран изведувач. Музејот директорка мора да биде подписана на стан, веќе е неизбежно. Дека се изведува работи, не знам. И да се поздравувам со изведувачите. Тука се, ама немам документација. Документација кај мене. Така да и да ми поставиш прашање, јас не знам таа документација да ќе одговорам. Повелите да се Луѓето иначе ќе знаат. Директорка тука и други трансфери говориш има 2500. Дали Дом на културата или музеј има возови? Теле, каде бариш таму? Но пак сметка, не ми се посметка. На 903 тали се беше одговорено. Да види која сметка.
500, не знам как е това. Го разгледи, го разгледи, следваше. Добре. Нямам тези 500. Това е 603, чекте сега, 903. 903, предте да взема сега сметката, Авраам сметката 903. Значи това са 3 сметки. Сметката 903, 600, че брана много. 903 поминали. Ама той си то заедно. Добро, ами сега, аз ще ги побръкам сега. Аз се кажа, ма 903, ако се воре, готово да оставам, си имам друга сметка, окей? Добре. 603. Dobro. Čekajte odgovor. Pogledajte. На 603, А 4 де гориво, 2590. Това 603. Не е чудно да ставим гориво, затова ако не идат Лиговна, колония, идат Сокола. Не е точно само за нея не съм оставила, сигурно на някой кола или пък оставам коли на синето, ако видят някой път на завършна. Това са коли на Ливи. Това на фактурата се знае на коя кола е ставено, ние някой път можем да водим, когато не само да веди сме се користи. Иначе кола друга не користи. Само гледа с трезорът моментално, ако не работя, се случва, кога дете го на одмор и това ще ли користиме, да, някои работени, и стоп. Не може и да това. Внесем. Иначе се тук ми е запишано база това не. Тук исто во разходи имате договор 41 денар. Това се че го обясня. Това се работеше за смъртта на майка. Законски я имам обръзка да изпадам като чува родител на едно работено. С които документ се така майка. Побара средства от Министерството за култура не ми одобрие, не ми отидена справка, еднодуши нямаме пари, ама не ми одобрие средства. Се обратих до общината ми рекла дека они Анчев за видите си предвидели средства и аз тогаш от тия средства се за светанка на договор изплатени за смъртта на майка. Судово. Така и трябва, я не знам как може друг начин да изплата. С договор 4000 тая сумата ще трябваше да изплатам 40 000 лева. Иначе че го тужа и че си ги вземе така с тамата. Всеки знае ли тази закон сметка? Аз по-добро нямам свършите и Она че се тужи. Она ми рече дека че тужи. Директор тя че се тужи, защото си ги взема. Така изплати го школото, така изплати го градинките. Приморана да я да изкара. Ами искам се обратих до общината не ми дозволила и аз не случих и Истото конто 464, от други транспери имате надежно гостителски услуги 106 905. това не се случи с изгледи. Тук се ставели едно ръководителство стана ми греше, а по най-разрешките побарих по изгледите. Тук са 62 000 за сите театри на Безрамка фестивала. От тия бяха сместени во Вила Мария, има само поява. Ручо и вечера и сите други театри, Веселинови, Отскопи от пишаните, Златен елец, сите тия има вечера. Значи, вечерата кощаше 62 000, а тук е ставен пато, они истите прековеда, но имам договор на Веселинови 15 000, на другите 10 000, и купната сума ставили от това. Иначе това се те сума. От все готово. Да. Мислам, они на договор, я прековеда му изплачат на Веселинови 15 000 и на другите му плачат. И они плюс само взимат спрема договора по 12 солидарки. Ако бяха 15, 17 ми не взимат, това е тази сума.
Значи, предходната година има проект, който ми беше доверен, за да разработя носия. Владимир Яновски, който ще разработи тази носия, сумата ще ми е добра Министерството за култура. За една носия За носия 10 кошули. Аз платих, за това ще му беше доволно плати тази година. Тия пари ми ги пущи си към Министерството за култура и нами да му останах дължна още 4 лета и наредната година му плати да не видам дължи да се чуя. Така е мерка. Фактически за носията ще беше изработена от тройко. Дали може прашање? Дали сте задоволни да колешкинице? Дали некој друг има прашање? Пошто никој друг не има разбор, да. Се приprema добро. Минате това новогоднявете до директорът от градините. Заклучувам прекъсването по петата точка от дневния ред и предам заклучването за оцениване на годишният извършен за работата на Дом на културата Бирко Владимир Капия и музей в Сълското 2024 година. Заставаме на вас. Кой за предложението?